На сето ова експлицитно кажување се молчи. Не може една институција која што самата не си ги сработила своите обврски и надлежности, таа да воспоставува ред на други. Ова причинско-последична врска која што ја имаме од утврдување на фактите и доказите од самата комисија, преку истражните органи, пред истражните постапки, до покренување на постапка и задоволување на правдата, оние органи од извршната власт кои што се задолжени да ги спроведуваат законите, да ги утврдат аномалиите, да ги утврдат противправните дејанија, преку обвинителство и судство да дојдеме до правда. Не функционира ниту една институција, бидејќи ако видиме следствено, секој се поставува над некого и смета дека тој пред него е несоодветен да постапува и да им доставува соодветни факти и докази. Ова го зборувам бидејќи се утврдува од секој годишен извештај на Државната комисија. Со други зборови, јавното обвинителство им вели вие не сте надлежни, односно вие не знаете да постапувате. Тоа е символично, бидејќи по самите иницијативи кои што ги доставила Државната комисија, јавниот обвинител не нашол за сходно да се изјасни дали ќе покрене истрага. А не значи тоа дека не се одредени предмети добро сработени. Може би има и соодветни докази и факти, меѓутоа по налог јавното обвинителство е тоа каде што застанува се без никаква одговорност. Со резолуција ќе затвори одредени предмети, никому ништо понатаму. Никој не може да одговара за тоа. Не одговара. Се договараат, не одговараат. Или нешто што треба понатаму во судските лавиринти ќе се држи на стендбај и соодветно по препораките кои што им ги дават моќниците и извршната власт, бидејќи без соодветно постапување од страна на Министерството за правда не поминува ниту еден предмет во судството, да не се лаже. Затоа, по однос на неколкуте забелешки кои што ги потенцирав во однос на овој извештај, ќе замолам председателката да се произнесе и уште една состојба, доколку може, да ни каже, бидејќи имаше дел преиспитување на потеклото на имот на судиите и одредени председатели на судови кои беа опфатени во првиот овој дел, докаде е постапката, како ќе продолжи понатаму, бидејќи надлежноста беше дадена на Државната комисија, не навлегувајќи дали имаат соодветен кадер и услови, за да се преиспитат, односно да се преиспита потеклото на имот на сите оние функционери кои што треба да бидат опфатени со ова преиспитување. Или се уште стојат на тоа дека е потребно соодветен закон кој што треба да се донесе, но на актуелното мнозинство и на владата не им одговара. Само декларативно го најавуваат, со конкретни нормирани одредби, го промовираат јавно и еве, последниот обид беше 2020 или 2021 година, 2 години, ниту трак, ниту глас од ваквите законски решенија. Зошто? Бидејќи не може да стигне од влада до собрание, до кај да стигне, треба многу време. Тоа е проблемот, очигледно не може да стигне. Ако е изготвен од влада како предлог решение, го промовираат во јавност со одредби кого ќе опфаќа, како ќе опфаќа и се уште го немат доставено до собрание. Затоа, ако има поконкретни информации, бидејќи во јавноста се шпекулираат одредени информации, да ги разјасниме овие состојби информации во рамките на надлежностите, председателката да ги даде овие податоци. Благодарам. Благодарам. Реплика, председател.